Кочанските оризопроизводители во неизвестност дали ќе продолжат со протести и блокади на патиштата ќе зависи од тоа што ќе договорат утре со министерот за земјоделие. Не отстапуваат од своите барања, оризова тарпа да се продава од 25 до 30 денари во зависност од сортата, како и на време неисплата на субвенциите и зелената нафта. Доколку не се постигне договор, категорични се, патот Штип Кочани 2 пати неделно ќе го блокираат. Треба да дадат добра цена за оризо, не водат средства. Од што ние ќе живееме, ѓубре не може да си купиме, репроматеријали, тие работи, води, зашто не дадат или субвенции да дадат да помогнат на земјоделците? Добар дел од минатогодишната реколта се уште се чува во амбарите. Тие што не можат финансиски да обстанат и извршителите им дишат во врат, се принудени да го продаваат испод цена. Ванчо Јосифов од Горни Подлог е меѓу најмладите земјоделци. Иако Подорис има 7 хектари земјиште, вели дека одвој врзува крај со крај. Ние преживуваме само капа за глава. Од тоа за препарати даваме, ѓубриња зимаме, па за тоа го продаваме оризо и секој година е така. Задужиме со аптеките, есента го жнееме оризо, само се раздужиме. За 10 денови ќе стартува подготовката за новата сеидба. Оризопроизводителите од Кочанско предпоставуваат дека годинава значително ќе се намалат површините посеани под ориз.